Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имamo нового соговорника кој ќе збори за историјата на Куманово од негово гледна тачка. Али обичаено на почеток, како што е ред, да го поздравиме нашега поддржувача на емисију, нашега спонзора, тоа е туристичка организација Златибор. Златибор, знаете, ја најави пред извесен период дека у наредни неделе ќе водимо 50 деца повредени од кочани на опоравак и тоа е захвалјујќи на нима. Еден фантастичен гест и јас им бескрено захвалан и за тоа ќе бидете правовремено информирани. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Како што кажа, денес имamo нового соговорника, тоа е Аце Стефановски. Аце, фала што дојде во емисију за Куманово. Мислам дека ќе имаш што да кажеш ти за твој живот кој бие доста интересантен и ако ми дозволиш да кажа и турбулентен, имае си убави моменти, али мало и тешки моменти, како на свакog човека нормално в живот. Прво те прашам. Како било пишано? Да, како си? Па сега си пензионер, одмараш? Сега смо пензионери, и ја и моја супруга. После пун стаж, пуни године, успејаме да дојдеме до пензију. Што од стаж од ЧИК, што стаж од Макстеп и што од нашу приватну фирму, кој смо го имале у ЧИК, која е 18 години работала, екзистирала, колку толку људи денес што ги сретно су задоволни биле, не смо имале нити неосигурани, нити на онија лоши муабети што се слуша по Куманово, тој кој до нас не е имало. И може да кажу дека сви инспектори што су дошле, само подпис давале, дека е све у реду, и сви тие инспектори, знаете ги, отприлike кои су, сваки Божич и сваки Великден се јају да ми га честитат. Ево, кај на почеток, Аце, куде е ташто роден? Аце е роден у село Винце. Тоа е од Пчињу, проđe се Вакав, па Винце. У исту... 57 година. 57. На 25 мај, ја ga званично кажувам мој роđendan, у село Винце останала е наша фамилија од татка
Александар и мајка Загорка, Тарка, нормално у село, тако е скратено. Дедо ми ја имае прв пилану, Стојан. У тој време село Винце е било доста развиено, с централно училиште у кое су ишле деца од Скопско, Горњо Конјари, од Сушицу, од Вакъв и тај школа Круме Спасовски, посебно на едну емисију што има вај мое село за Винце, назначуе га дека туе е било центар на сви тие ученици што су завршиле школу у наше село. А колку време си живеа у село? У село, силом прилико, на прилике, живеа сам само 4 години и 2 месеца. Така да многу малку памтиш од тие. Многу, памту, да ви кажу, немогуче доста, што и мој постар брат 8 години што е од мене, ми сме останале сираци за уроку 6 месеца без татка и без мајку, 61 годину. Меѓутоа некои работи што ја ги памту, брат ми што е веќе бија 7 оделение, не ги памти. Значи, дете, оној што останало, они су отишле двојца браќа постари што сам ги имае и однесени су у дом, а ми, пошто смо биле малолетни, још не смо биле у школу, земен е центар за социјални работи. Имае сам среќу да на тој центар на социјални работи биде Станимир. Не се сеќам на презиме, и Бранко Арсовски, бивши пратеник, и министар за труд и социјалу после у Независна Македонија. И они ме предложив на едну фамилију која не имала деца 7 години. Мајка. Ја го мајка. Чекай, извини, што морате прашам во кој. Што се десило с твои родители, татко и мајка? Во кој? Татко ми е бија борац у 3-ќу македонску ударну бригаду. Добро. Роди се прва моја сестра, па умре прва жена на татка. Прежени се татко ми, роди се најстар брат. Па се роди још едно братче, брат успари среден. Измеѓу мене и njega роди се још една сестра што е починала. Јас сам негде, не знам тачно дали 5-то или 6-то дете поред, постар брат поубаво ќе каже. После мене се роди сестра најмала и после годину и пол дана најмала сестра што се родила, почине прво мајка ми. Иначе она потекло од Билјановце, од фамилију Николовски, Момо Николовски, мене ми од ујка роđенога брат. Бог да ја прости, да го спомнемо поарно. И од Билјановце е мајка ми, одаде се у Винце, тамо почини. После њума 6 месеца нагло татко ми се на еден начин издржаја рад, издржаја сви оние тешки години на транзицију у тој време на стварање на државу и умре и татко ми. Центар не земе, мене ме посини фамилија Стефановски, иначе моје презиме право Вучевски. Вучевски. Посини ме фамилија Стефановски и фала ги. А и мајка ви не врзвајство починала и она мајка? И она, прво мајка ми 6 месеца, па татко, татко ми по њума 6 месеца. Фактички И од јас сум малецак... посинен у фамилију у Куманово, која ме исчувала до негде моје запослување. Чим почна да работу, они си 2 деца имав, на товар да не ги биду, колку се могае помагае сам, зашто татко ми и дома како папучар работае, и од тој тај работа, наместо да биду новинар, што имаше голему желбу, или барем, еве, по театар, ќе видите после. А каде се живее Аци у Куманово ташто? Мене увек кажуј дека цело Куманово... Како дете? Како дете сам израснае у болнички двор на улицу Босанску. Тоа е доаѓа ташто? Тоа е Шеки Берберин, ако се сеќате, Драган. Добро. И Мирко Крстевски, шахиста и фудбалер. Мирко Компир?
Компир. Компир, добро. И туј сам... Тој довојето пред Црногорца или? Не, Црногорец е од горњу страну, ми сме од долњу страну. Аха. Mi smo faktički onije kombinje što vikao, što ide za lopate, slučane. Да, тоа е брегалница што ga викao. Da, kude беше prva stara furnja što se pečеше lep jedno vreme. Onaj Право. prizdenski lep što ga vika smo. Tako ga vika smo to vreme. Значи фактички ти си туј израснае. Tu sam izrasnaje do moji negde 21 godinu. Есе да ни кажеш туја кад си разнаем, оприлike ако се сеќаш кои се ти биле комшије, с кого си? Имае sam komšije mnogo dobri, mešan sastav. I malo i Albanci. Да ги спомним овој прилику кои се I биле. malo i Albanci, i malo i Turčin jedan, sa s koga sam bio najdobar drugar, Šenol, sigurno ga znate, čule ste ga. Učitelj Jordan mi je bio Tome, sin mu isto drugar, i njega sigurno ga znate, u Tolizodrom mi se bio, u Tolizodrom mi školu 8. završimo. I tu je isto Naser, Ekrem, turski Romi i plus prvi put tu sam go, to mi je posebni doživljaj, videa Esma Ređepova, kude poje na improviziranu binu i smo bile kaneni, pa može 1000 gosta. Cela mala se je sobrala na tuj, pa kažu, feštu, ne svadba, kude svi su aplaudirali, ne imalo. I Ođa, ne se sećam tačno kako, i on je bio isto pokaljen na svadbu, znači ne smo delile da li je musliman, da li je Turčin, da li je Rom, a najmanje smo bile Makedonci. Како е било детство, Аце? Како би ga ти опишае твое детство? Детство, како свако детство, од колевке па до гроба, најлепше е детско доба. Израснале смо у болницу. Играле смо фудбал. Играле кошарку, касарну. Дозваља су ни туј Толизодом и Сплиско. Имале смо најубаву школу, тој време, најнова школа, Апостол Зордом и Столи. Тако се правилно вика, и овај слика што го имамо сликано е пред споменик Ќе го покажемо после. на туј школу. А ишли ли сте у Домјана да играте фудбал? У Домјана горе? У Домјана игра смо мал фудбал, тој преко Чик. А ми си фудбал игра смо у болницу. Од долju страну куде е заразно, што е интерно, беше заразно тој време, па интерно е сега, ту имаше огромен простор, ако не се сеќате сигурно, ви сте помлади од мене, имаше турска школа. На Чош куде е прва помоќ паркинг. Добро. Имаше една зградичка такој и го вика смо турска школа. Нека туј училе ученици кои сакале на еден начин да учи на турски. И паралелке со тој биле до 4 на турски. После се пребациле кој сака у Бајрам Шабани, а имало и паралелка, јака сам учија, у Толизодромис, у мој школу. Една паралелка што е била албанска. С кого се највише играе како дете? Како... Па прв комшија ми е бие у зграду Карши Аце Русевски. Легенда. Он е 1 годину помлад, постар од мене, легенда на наш спорт. И играле смо се, фактички ми со сви смо биле добри. Он добро, имаше афинитет, поише по бокс, и беше запишај електротехничар за поправку на а ми уче смо тега училиште за периодично училиште Перонаков, ни беше техничка од Сабајле, ми попладне, па се менјамо, с економско. И сега да зборим Ацета, како дете, бие вика доста интересантен, темпераментен, пргав. Да. Увек сакае да се дружи, увек е бие такој жив, динамичен човек. Све најубаво може да кажу за njega. Чак што више имамо среќу да се оженимо од исто сокач.
Njegova žena je izraснала с moju ženu na ulicu Karl Marx, 48 broj. Tu je bila kako devojka, pa posle mu dadeva ovdeka kuću, tu se preseliva kad se oženi. I dan danas kad se vidimo, to su emocije. Ne samo s njega, i s njegovu Baldarsku, isto postaru Baldarsku ima. Što da kažem, sve najbolje. Isto i u tu malu, s bilo koga da se vidu, pošto ja posle, kad se oženi, zima sobu pod kiriju, kako bečar, iskočio doma. Normalno, da puštu na pomali braća prostor. Mi smo izrasnali u 2 sobčinje. Učio sam rano sabale da možu na tišinu jednostavno da uču. Pošto pomali bebinja, razlike između mene i toga brata mi ima ga i on kude je igrao u predstave. I inače formirava ga grupa Takt, ako se sećate, braće Bate Pare, njegov poznat i Čato, harmonikaš. Mi ti покажемо сега се 72 година. Ovo piše... To su potpisi na svi, to je u ne znam koje delenje, ili 7 ili 8. 8 delenje, to je, 8 delenje. Еве, да ни кажеш кои се овдека на слику. Evo koje. Само да го држимо за камера. Prvo da vi kažem, od 27-8 učenika, ne znam baš tačno broj, 20 smo bile odlični. Od toj 7-8 smo skroz odlični bili. Među njima, među najbolji je bio Pavle Georgijevski, moja malenkost, Jasmina Filipović, Crnogorka, isto bez roditelji ostanala, na pridružena Величковска Лили, što беше Лилиево е правилно име, иначе Лила беше социјален работник у Зафир Сајто и она го изчувала моју сестру која е сместена још од први данови по социјални услови по тие домови куде што работала, а Владо Додевски го запосли у Полет и оттамо е стекнала пензију да може да дотира. Она е престои у старачки дом. Кој се овдека на сликуваца? Па, вако е. Карши мене, до мене е Томе. Од другу страна е исто Аце, седеше куде овој сега што е Селман. Аха, Селман туризам, да. Ова е Славица, татко беше Шнајдер Бранко, ова е Богица, ово е на Бог да га прости у Завод за вработување работеше малце и беше ВД директор пред Благета. Да не е Филиповски? Филиповски, ама не знам како се... Владо Филиповски? Не. Добро, не. Невенка се иначе вика она. Мимоза исто. Виолета Митевска. Петрунка исто. Овдека исто Благе Петрушевски, Томе Кажага, Мира Косовац, она беше директор на радиологiju, на рентген. И она беше исто капацитет скроз отлична. Само 2 или 3 деца су биле добри или много добри. Овој ти бие класен на Пачка брат? У последњу годину. Како си каше он Драган Пачков? Драган Пачков. Добро. Тоа е у 7 оделење. Ево, овдека имамо ми од 600. Или 6 оделење. Пише нова година 71. Па, значи 7 оделење. У овој слику, овој клас, пошто помалце има луѓи од овдека, се распадна. Сви што бемо добри ученици, пребацијане у еден клас и од 5 класа што бемо, тамо пишуе 5А2 или тако нешто.
Затоа знам дека е 71, пошто туј годину сам бие на семинар на Црвен крст, 3 воденички кои су у Паланку. Сваку годину има смо добри ученици, нормално. Не се праќа, не знам сега критериум како е, што е, меѓутоа нас не пратива и таму завршимо курсеви за прву помоќ. Која диплома ми е послужила покасно на радну акцију, на треќу радну акцију, да полагам шоферски. Значи, тие радни акции на еден начин су биле оскочна таска на оние деца, ученици кои не су имале занати, да можев да се имало е после слободни активности, Шипе с мене на радно глумац, Димитриевски, ја и они бемо задужени за спорт и разонор, за пуштање музику и за кажување вицеви. С мене бија Апо, Чулестега, беше у Циглану, веде технички директор пред стечај да остане, Виолета директорка кад беше. И још кои од Куманово имаше Шамницеви, а наша бригада, што е посебно значајно, е била име на нашега најголемога кумановца, што го ја рачунам у тој време, Христијан Тодоровски Карпош, се викала. И смо плакале, ако не идемо на акција. У ЦИК е било молење, творење, да било кој барем троица, четворица отидемо на акција. Таа е била заедничка акција од цели стопански субјекти од град Куманово. Ali еве, па би се кај те прашам за школу, педагозите су биле перфектни, су биле... Прва учителка ми е била Олга Димитриевска, почината е многу одамна, с Божу, поетесу, знаете го. Божана. Божана, с мене сега у пензионери. Пензионери, заедно рецитирамо, заедно глумимо, у хор исто поем, врло е витална, активна. С мене е професорка у пензионо исто и Буба Кузмановска. Да. Исто, она ни глуми Донку у најново представу што успема Оленче Кумановце, у кој сам ја житрајко. Сега да кажеме дека во тој период деца су биле, како да кажу, повише креативни и су се увек стимулирани и су ишле да иде да си печалија плюс некој динар во тој време. Еве га Ација дека куде прва печалка на еве го овој не знам на море, Ово е у Сутоморе. У Сутоморе имаше 2 летувалишта на ЦИК, а едно имаше летувалиште на гимназија у Омиш, феријално. Ово е по заслугу на, што го спомнасте пред малце у онај неформален разговор, каде Црногорца имаше брата фотограф, Гвозден, у Сутоморе. И носе со оние сламени магариња. Немаше овие сега модерни работе, немаше телефони, па селфи, него деца се лъже со и ајде капа од Црногорска и на Пуленце. И тамо работите? Работа тој лето док сам бие на одмор. За 15 дена, што док сам бие на одмор, бесплатно, преко школу, ја донесу на место, да ги потрошу мои пари, ја донесу од туда како сега негде можда 200 евра. И доаѓам дома, татко ми се чуди, вика, од куде ти пари? Викам, ене ти га Гвозден, викам, па га праши. Да, работало се, стварно. Работало се... Па сеќам како деца су ишли и да бере праске у Клечовце и многу су биле активни у тој време млади. Јас сам ишја, мои ујковци, кои сам просиѓен, биле су зидари. Мене не ме е било срам, док не сам имае испити, преко зима нормално, у Соколану, матинеја, иначе сакаше да кажу, тој забрави, док уче смо до основно. Да. Ми свако попладне, субота, има смо матинеја, од 5 до 7. Туди у склопна школа? У склопна школа. Донесеше ја плоче,
донесеше ја грамофон, имаше трубадур, севте, грамофон у Куманово што имало, с 12 лонплејки да ставиш и с мене е учија Зоран, Бог да го прости, возеше брза помош, татко му Борче беше председател на Стрелачки сојуз на ниво на Македонија у едно време, после си остана на град Куманово. Иначе роđен брат на Макита кореограф. Маки кореограф, да. Борче Беле. Борче Беле, да. Да. После Борче Беле, а негов брат работеше после с нас у ЧИК и с njega исто сработуе смо. Имаше и групу, па у Паланку ни свире су тамо на тај семинар со Бемо. Од тој време во средњу школу веќе почињамо. А коли се запишаа средњу школаци? Средњу школу ја прво се запиша гимназија. Мерак ме беше да биду новинар. Пошто имаше педагога по македонски перфектнога, Владанка Спасовска, беше едно време и веде директор на Толи Зордомис. Имам и награде добивано за мои творбе и највише ме привлачаше оние подкозјачки вечери на поезијата, кои се одржава со местну заедница пред нашу школу. Милан Лисица, онаа улица, што е? Така е. Па имаше барака, Цветини Чалберт, Цветини што седеше у зграду високо. Знаете, Агросервис ли беше продавница некоја, не сеќам тачно име. Ту има смо сваку годину за патронат на град Куманово, ослободување на Куманово, 11 ноември, подкозјачки вечери на поезијата. А детство, дали игранка ќе биде у Пожарно, горе на кров. Џоко Стефановски ми е исто добар пријател, гитариста, чуе сте го 100%. Или па у билјард салу, или у дом на Арама, така јана. И сега ти си учил гимназија колку години? Ич. А запишај си се? Јас се запишав у гимназија. Меѓутим, с Павлета Георгиевскога, мој најдобар пријател од детство, после Аце Русовскога нормално комшија, и Павле Георгиевски на еден начин ми бие комшија. Он ја седеја качи тршара испод монопол на Чош, у тој зграда. Да, тој е Чошко таа зграда. Да, таа изграда. По потекло е он русин, по мајко. И с njega запишамо се у гимназија. И веćина од наш клас, и тој на математички одсек. Меѓутим, се реновираше. Неделю дена се реновираше и ни кажава, само не прочитава кој клас сме. Радуе сме се заедно, че учимо. 7 дена, умеѓу време, промени мислење старателе, родителје. Мора да наше време да погазиш реч на човека кој ти исчува е гре. Да. Вика, побрзо ќе дојдеш до парче леп, а има и студија ако сакаш да студираш, давачи стипендија даваше. И затоа умеѓу време извадимо ги документи од гимназију, запишемо се у училиште периодично за ученици у стопанство. У која школа тој е? Перонаков. Добро. Тоа е посебен бенефит било што ми сме училе 4,5 месеца школу, 4,5 месеца сме имале феријалну пракса. Пракса, да. Како одлични ученици, едно 3/4 од наш клас, ми сме зимале негде чирачку плату, најмалце 50-60% од плату, најмалу ставку што е зимале со работници учик. А куде сте ишле Аце на праксу? На праксу, у сви работни единици. Фактички, ми сме морале за матуру да направиме комплет ципелу сами, без никој да ни помогне. Од моделирање до монтаж, комплет, пакување у кутiju и број 46-7, ви да го носите ципе. Моја 45. Ту е, за еден број само. За еден број.
Кој ти бија класен у средња школа? Класен у средњу школу има га Петар Трандафиловиќ, еве ова е слика од 35 години од матуру, Петар кој е? по математику. Ова е горе. Трендафиловиќ. После ќе ја покажемо слика. И у треќу годину Благица. Влагица. Манерска. Интересантно е тоа што го кажувате, еве, значи повише паралелно идеш у школу, идеш на праксу. Да. Тоа е било како некоја новина у тоа време. И кој се покаже како најдобар у праксу, пошто кројачница е била најспецифична за работу и најплатена, одлични ученици су директно ишле у кројачница. Работи како припраници 3 месеца, а ако ги биде, ќе ги остави туј. Ако не, нормално и мало е места за сви. Директно од школу, право на работу. ЧИК ни ја даја екскурзiju низ Југославија 15 дана платен. На праксу кажете дека сте били повише стопански предпријатија. Дали само ЧИК или други сте биле? И други фирми имало. Ја знам од Шамни цеви поготово, Слободан Трајковски електроинженерија. Сега е исто још работи за само странски инвеститор, нели ФЗЦ, бивши. И веćinom, чак што више, има една анекдота, кад полага су матуру. Одлични не полага су, а правимо модели. И беше, ово е малце анекдота за, не е за смејање, малце морбидно е, вика, имаше и каменорезци, едно петина. И, например, вика, падне му се лишче да направи споменик. Како ќе го донесе? Значи, со стек на работу, ми смо стекнувале образование. А баш кад смо училе, ми смо училе овој професор што го спомнамо, не учија, имале смо предмет финансова математика. На финансова математику на вишу школу ми не смо имале. И кад почнемо некој работа на нашега професора по математику Вичентич у Београд, бивши кошаркар со Светковиќови, За жал он е покоен сега. Да. Он се е чудио, куде ви овој знаете? Па чак и те Вичентичи бија едну годину или две бија најбољи стрелец со Соколану као играч. Соколану го памту по све најубаво. Да, он е бија врхунски играч и Соколану го памту по све најубаво. Прво по забрави да кажу, у 7 оделење професорка Живка по физичко направив, Нена Стекиć беше европски шампион. У скоку, да. 8.45. Тако е. И Дане Корица беше на 5000 и 10.000 балкански и вице европски шампион. У наш клас Рамадани Зейнула е бија балкански првак у крос. Аце Русевски беше друг, ја беше треќ на 29 новембар, славесмо ден на Републику, градску трку, сега се сеќам по едну суснежицу, Зено прв, Аце друг, што веќе активно тренираше бокс, ја треќи. Тренер не зима Милан Маџгалј, капетан прве класе, педагог, што да кажу, меѓутим, ја умеѓу време почна и с Павлета Георгиевскога фудбал. И али тој многу малко траеше, едно 6 месеца, зашто има несреќу, чуле сте га Торбаков од Овче поле, фудбалер, па да не ви кажу, преко 2,10 висок, преко 140 кила мужиште, од 9 метра ми пуца. Не е бенал, али такој пуца и случајно го фаќам топку, овие два прста одека на 2 места. И доскоро не сам огајала кој да ги стискам. Лагенту носи кома е 3-4 месеца, усред лето. У тој време жена викаше, ја се залюби у тој лагенту и млади се зимамо. Можда сам прв што ќе каже, да сам знае и по на време да се ожени. Око сега, идемо далje за
студентски дани. Ти што запишуваш? Ја прво работа годину и пол дана како млад работник. Учик. Чик. И тие су ми данови стварно незаборавни. Педагога сам имаја професора Петрович, Светозар Петрович Пирочанац на презиме, он не учија занат, он ни е на еден начин и праксуводија учик. А сам бие запослен у Кројачи како по заслугу. А кој година си биете учик? Одма од школу. Еден месец бемо низ Југославија. У август, на 1 август, јас сам ступија како приправник. 75-ту. 75, да. 75-ту сам почнаја да работу. Сега. И тега се запознаемо с Тренчевскога. Кад си дошли учик тега, 75-ту, учик е бие тега у пазу на... Има около 2200-300. Пуно радници да прими, да запосли. Кој бие тега директор учик? Беше Здравковиќ. Здравковиќ. Беше пред тој беше малце директор у Монопол, па га Чик повлече. Стварно човек, не само директор. И човек. Исто, само што се отиде Цавко, директор Маневски. Значи, тега бие Здравковиќ. Још у основање директор за и Панич, Богдан Панич, како технички директор, што е најважно за производство на пчели, е најважен технички директор. Меѓутим, непосреден раководител, како шеф на Кројачица, ми е бие Бранко Петрушевски. Белич. Ја ga памту, комшија ми е бие, како дете, он работеше учик, добар мајстор е бие Николич. Лало. Лало. Бог да го прости, у канцеларију негову работаја са малко, за тој што ја работеше на прво у Кројачи, кога дојде од Београд, траже су ми радно место. Добро. Дали у службу, понудија ми у школу, Благица остана бремена, моја класна у 3 годину, да го менјам да воду праксу тамо, меѓутим ја тој не прифати. Нуде су и у Боркалевата, у Прилеп. Праве су готово ципелу. Ја кажа на Панича, исто директор тега беше, вика ми извини директоре, тој су све постари занатлие, јас сум млад, 22 година, најмлад раководител, што е постојало до тој време учик да биде раководител на најмалце 70 до 80 работну единицу која се води, најмлад по године. Ја сакам, отвара се друга смена у Драгоманце, сакам, иначе Вишу запиша 76-ту, ко Тоа се вие сликите, коли? Да, тој су тие слики од... Сега домако да позбориме за тај дел. Вие сте го У запишали студентски град смо седеле. у Београд. Да, у Београд. Нови Београд. Еве овдека има некои фотографии, тој кога си бие студент. Само не можу име да ви га кажу на овога црца, пошто има 7 имиња. Мухамед, Ахмед, Деласат, Осман, Мамун. Ја га по тој памту позадњу. Изванреден фудбалер и остана туј да игра за ОФК. А ожени се с едну нашу паланчанку у Кривопаланко. Овој се дека веќином нема кумановци дека. Куманова сам туј само ја. Има Пирочанац, Костич, Звонимир, има од Ужице Саво. Имаше АЦ контакт с некои луѓе тие? Со сви. АЦ Ужице? И се слушамо, и се шетамо, доаѓа на гости, пензионери се веќином, да. Оваа е родена само у Прилеп, а живи у Београд, у Зрзе, манастир Зрзе. Она тамо се одала, да. Овој дечко доле е Томи, Стојан Томич, у Руму. И на праксу кад иде смо фабрика за џонови, имаше у Руму. Коже куде се Штаев, иде смо куде njega све на гости. Don't wait for tomorrow.
I wanna be there with you, no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine. And go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Еве се нова слика, ова е Ово е поголема група. апсолвентско вече. На апсолвентско вече ни ја појае Жарко Данцово Чувени Жарко. с потенцијално, још не му беше жена, Далиборка Далиборка Стојшич Стојшич. и татко му Данцо исто и он, само не се сеќам на презиме, али он поише по озбиљну музику беше. Ово е у дом на АРМ у Београд. Биче у дом Јана. Дом Јана, Да, у Београд. малце лапсус. Да. Тоа е наша генерација. Нема ga тој професор Стијовиќ, он ја ратуваја у Тречу македонску, успари, Пчинско-моравски батальон с мојега татка заедно Бие у рат. бие. Више Еве га. Тој ни е бија класа. мислиш, Класа на нашу генерација. ове С многу нашата. работи научија. И да, он не научија како се бива човек, не стручњак. За стручњаци, пошто ми смо биле како ученици од стопанство, имаше не 6-7 душе и Ево и некоја интересантна локација, сега не знам овој куди не тоа е све од апсолвенско вече. Све е исто, а? Све од апсолвенско вече, едино е овај од дом. Ето да го покажем. Од дом. Да не ги- Ова е кумановка на изад Која? мене, Светлана Стојановиќ. На Бог да го прости, помина се пред 2 години, на директора на Кирил, како се викаше у Умидол школа, школа, Столе, школа ми досвика Христијан Карпош. Столе, Добро. по математику професор, во е супруг. Још е жив и здрав. Значи она е тамо. Да. Она е била с нас преко чик, она е веќе туј другу годину, јас сум бруцаш. Колку време се учие у Београд? 2 години? Па 2,5 години се 5 семестра. Како Београд тега млад 5 човек. семестра се учеше и нај од тие дружења е било кога ќе дојде со наши директори.
значи од ЧИК. Доаѓале су, имаше сајам на мода, на кожа и обуќи. И галантерија, нормално. И дојде су да не посети у дом. И имаја сам прилику у собу да седу с првога братучеда на Ацета Русевскога. И кога ќе дојде су на припреме, или на бокс меч у Панчево, Панчево имаше многу јаку боксерску екипу, и Београд и Звезда исто, јаку екипу. Памтите ги тие боксери, сега да не ги именую. Джакула посебно ми е у памет од Звезду. Беше га еден пут да довеа и Матета Парлова, што е легенда с njega. Штета што нема го тај слика. Кажи ви, јас сам шампион на селење, 17 пута со Сега селија. те прашам како млад човек кој студира Београд и бие многу во град. Имало Знаете што? забава, добра, спортски активности. За кога како? Јас сам прву годину чекаја сам го стипендију, пошто Титов фонд малце процедура има, да се свеле провери и да се даде на прави људи на право место. Помогнаа ми е Тито Петковски, али иницијатор е бија Стојан Тренчевски. Како млад работник, истакнат председател на Младину, па после секретар, имам и партиску книжку од 78 кога сам дошao од Београд, примен одма у партију и у Драгоманце отиду да работу. Тој време и Светозар Вукмановиќ Темпо доаѓаја тамо. Да. Тој време су сви овие политичари од тој време, да ги кажу, и Страхил Гигов, и нема кој не доаѓаја. Давков на председател кој исто, Благој Давков. И сега како млад човек ти си маја огромен афинитет, па да кажу и љубов према Само глуму. још малце да ви кажу за мачкања, за што га Да, он спомнам. сега живи у Црногору. Он е веќе пензионер и бие саветник за спорт, нешто таму. Да, има прилику да ступу само у телефонски контакт с njega пред 5 години. Зоран Милошев, добар пријател исто од Београд, само другу школа е учија, не е с настој. Има апартман и издава. Веруете ли дека 10 дана не ни е зимаја ни банку динари? Од тој што смо се познавале од Београд, и у апартман вика, кад посакате, само јавете ми да имам слободен за вас. За тебе и за твој супругу, кад посакате. У бар, место мало се вика Сушен, а после е Сутово. Да, тој е куде бар таму негде слушање. Сушен е накуде, прво е бар. Бар. Прво е Улцин, пројде се, па после е бар, пред излаз на бар е Сушен, куде Убаво има место. фантастични дрва. Мене ме посеќа на Сребрено, кое смо после биле кад со Драмску, да уопште тамо суд собран на плажу не ти треба. Од воду директно у сенку. И сега од куде току де тебе се јавила у младост огромна желја да глумиш. Еве ми ќе покажеме овдека многу овој слики. Там е прва у представа. представи кои што си бие. Имаја си некој афинитет према глума. Па кажави, ја сам учествуваа како рецитатор на тие подкажачки вечери на поезијата. Скечеви што смо имале од нашу професор Купо Македонски и Владанко што го спомнамо. Да. И пишуеш. Јас сам пишуваа и у средњу школу, и на вишу, и поезију, и водија дневник. За сваки ден дневник. На крај на тој дневник ја обавезно стих од некоју моју плочу. Така е. Била е тако лепа, например. Сретнеш Чувани Драјан колешко или Стојниć. било што. Резиме на крај, било е тако лепа, или јутро ќе променити све, знаеш, проблеми у школу, паднеш на испит, колоквиум, било што. Ова која е представа овој? Ова е представа зона Замфирска. Окумановски би што си го викасмо. Иначе зона Замфирова и најголем успех смо постигнале с њума после кога га снимава филм.
Искачамо од Центар за млади, нели, Кино Козјак, стар, Да. да вага филм премиеру. Искачамо половин чиковци, гледале ga филм и знаете што су ми кажале. И ова е слика од Зону Замфирову, може и да ви ги кажу и по глумци поред. Може. Ово е тетка Дока, најдобар аматер глумачки, исто у Београд има завршено вишу пред мене, у Куманово, 100%. Така е. Tu je moja malenkost, Aca Stefanovski, ovo nije Blage Ilijevski modelar, je bio učik, ovo je Slave Kostovski, što vi je bija isto gost, Janka Širfačka nije bila, Manevska mi se čini, Lala i Šermin je isto tu i glumila Tairi, na Miki Tairi. На Мики Таири. Tako je. На братаву сестра. Tu je glumija isto Blage Aleksovski. Чекај, извини, на Мики Таири не е тој керка, него сестра. Сестра. Сестра, добро. На Мики Таири су дугачке на моје керки. Да. Заедно И су они су успешни у тој заедно су ишле у другу да. драмску. Они се успешни. После си отидева нели у Истанбул, тамо се школувава и Цане и Чеде Петровски. Спасовски Мечка. Чуле сега. Легенда. У водовод работеше. Тоа е, значи, од Зону Замфирску. Еве сега, ово е... Сакаше да ви го кажу комплименти. Искачамо од биоскоп. И Кенан, исто член на драмску, знаете го, Кенан продаваше чистеше по салу, по кошарку, беше како Да, домаќин. Кенан, тој сиди куде... На моју Куде фреш карапмалу. за кифлето ја. Карапмала. Нагоре тај улица. Живко Чало, туј сам се, јас седеја. Да. Под Криву и туј сам седеја. А Кенан седеше подоле малку. Јас сам испод кочу доктора у Сокаче седеја. А горе седеше Драп. Чувани драп, да. Драп ми е и Крсте. Не е туј седеја, но они су ми дале афинитет према крвородителство. Пошто сам бие на семинар у Паланку, веруете ли дека до 40 пута сам пишувае што сам давае крв. После едно време малце стагнира, имаше операцију на чири, имаше некои здравствени проблеми и до туј имам запишувано, од туј натамо за Идемо далje, Бегалка Чик. Бегалка Чик, тоа е прва поставка на Бегалку кој го спремаја Бранко Наковски. Он е туј Аджи Трајко у овој бело. До njega е како суфлер негов брат Наков. Добро. Не му се сеќам на презиме. Брат ми праќе Батепаре, Петар Стефановски. Славе исто туј, негов унук на Сашо Костовски овој. Тако е. На Славета син. На Славета син. Ово е моја керка Наташа. Карадак Ивица. Ово е Фатмир, Селими Фатмир, последен што глуми. Туј е Шеки Шермини, исто што го спомнамо преска. Лала, Лиле, Златарка беше куде Жмару, туј имаше едно продавниче за злато Жмара. Знаете куде седее. Туј Лиле, не се сеќам на презиме. Тие су други поспоредни улоги. Следеќа. Тоа е Сумњиво лице. Туј е исто, па може да кажу, до ден денеска не знае тој до мене што стои с кажете га регистар у руке, како се вика. Тоа е Николчо, а ми си га вика смо Тасе животинче. У представута кој га бемо крстиле, овој представ го ја спремаја Живко Пешески. Браво. Покојни. И ово е Алекса Хулич, околиски шпион. Овдека ја га играм Милисава, кој прави план, капетана, да го освајамо Европу, да га фатимо Сумњиво лице. Еве овдека негде Славе купи кокошке, нешто пишува, дека Мира напишала. Тоа е
зима го славета. Еве ќе ви го кажу, на камера. тоа е па избирачица. Избирачица. Пошто овој беше еден како моделар, млад, помина на 40 и нешто године. Славе Костовски е туј, Благе Лесовски, Бране исто е туј, Лала Преска, што го спомна, Тасет Животинче е туј. Значи, таа екипа прибираше, јас сам почнаја још у другу школу. Каде сте ги издржувале представи у театар? Слушайте ме малко. А ја сам почнаја да играм још 74-ту како ученик у стопанство. Зашто? Ми иде смо 4,5 месеца на пракса. Славе Костовски беше како водител на драмско. Постаре он доста од нас и не собираше кој сака. Јас сам бија татко на Манулача у зону Замфирску, а он е постар од мене најмалце 8 или 9 години. Добро. И лани сам славија 50 години од драмски аматеризам. Браво. Може само да ви ги спомнуваш само с кои све режисери смо работале и да не овој слику посебно да го назначимо. Тоа е моја керка. Да, како си ги Коштана, вие у што е веќе театар, почнала у така е. театар да доаѓа да на еден начин поприма од оној еве исто овој. иста е тај представа. Тоа е завршна представа като веќе се одваја и иде во школу. Последња година. Ова е представа од Разбуди се кат. Разбуди И се ова кате, да. исто. Глумци су туј. Ротирав само. Шермине исто туј. Прашате, у театар ли е било тој кој што е Куманово? Први представи смо ги давале у театар. Добро. Томислав Спасовски, директор на театар. Томе Бус. Немојте случајно, жена му работеше у ЧИК, немојте случајно на балкон да пуштате карте, ќе ми падне балконот толку публику што имате. Па кад се направи пионерски, ми се пребациме у пионерски дом. И има смо многу поубави услови за работу. Еве Тоа ова е, слика. ова е најнаградувана представа Коцо Перитис за млади актери. Моја керка е добила специјалну награду од Игора Джабазова од жири, Валентина Божиновска и чини ми се Александар Ацо Алексов. Цолес, да. Овој су исто од театар, сви сигурно ги знаев, еве га Циго од село Тейп. Да. Сакам да кажу, тие наши драмски групе има 2-3 пара кои су се заемале меѓу себе и кои ден су У брачну заедница. брачну заедницу и ден си живимо. Чак што више село Тей плюс на овога што ga спомнамо сега Циво Зоки Јакимовски му беше кум и Старејко. А јас сам па кум на тога на ставимо го тој слику до njega што стои. Пешич. Еве ти кажа овој слику да го покажеме. Овај слика Културна е секција на ЧИК. антологиска. Тоа е слика Хамлет од Мрдјуше Доње. Писател Иво Брешан. Раде Шербечи е глумиел njega, Фабијан Шоалаго и Чуфилм и у представе. И биле смо на победници у Кочани. Прето смо биле 2-3 пута у Кочани победници, ишле смо у Призрен, по цело Југославија представе смо дале, меѓутоа овдека Душко Георгиевски, режисер најдобар за мене што ни е бија, е такву поставку направија с чедета, чедега глумеше Хамлета фактички, ја ту имаше двојну улогу. И професор Поповски и режисер на представу у представу. Знаете што значи тој. Дупла улога, малте не реминисценција правимо од едну представу у другу. Ова е интересантна работа вдека у ЧИК. Овој су радне акcije, припрема акcije, за да. радне акcije што смо ишле, ЧИК што е садија, Борчиња овдека у
киселу воду, Ти си бија на Клечовце. 4 радни акции си бија, да. а еве га Аце дека Аце тој у у Соколану, Соколану на пошто на Бубњеви. пуштање на Плоче, кад ќе дојде сме од Београд, поготово преко зимо, види се и пооблекло, за забаву, без паре, волонтерски. Никад не сам зимаја ништо паре, нити ми сви чиковци овдека драму, осим оној чик што ни е даваја и плаќаја на путување. Посебен фах, Владо Митерски Думац, чулеште ga, уредник на музичку редакција на Радио Куманово. на Владо доктора брат. Тако е. Но не е Владо, него Сречко. Сречко Митерски Думац, моја грешка. Он посебно ме тераше од Београд да му донасам Плоче, зашто југото имаше у Скопје, меѓутоа многу касно су Плоче у Скопје. Требаше најмалце месец дана некој хит што искочи нов, а ја имам афинитет малце чуден за не сам рок, симфорок слушаше, у тој време за мене беше Дженис Джоплин, за мене беше Пик Флойд, Јураја Хип, до негде Deep Purple, од наши индекси, због стихови највише, Чувени Давори Поповиќ. Даворин Поповиќ, несуден кошаркар и најдобар другар на лично сам ga запознаја с овога Мирза Делибашиć. Они су биле најбољи другари. И донасаше од тамо и нормално Битлси. Од Битлси сам ги имаја, а од наши посебно и Дженис Джоплин. Без Дженис Джоплин ја не можеше да зему да некој книгу да прочита. А од наши Јосипа Лисац, Тајм, индекси, кажамо ги, и после ка се јави Бора Чорба, па се издвои с Рани мраз, кажете га, покојни Ѓорđe Балашевиќ. Овој ти е еден од најдраги моменти у живот, даваш штафета овдека Пред Чик. пред Чик. Тоа е штафета 78 кога дојде од Београд и примаваме у партију како секретар запосли се у Драгоманце како раководител на кројачницу. Имаше негде 70 работника и предложијаме говор. Кој ќе држи говор? Пошто, ајде, ви у Драмску имате малце афинитет за тие работе, знаете како да се понашате. До мене е председател на Младину, Благја Лесовски, исто што е глумије учик, и пред нас е имало најмалце 3000 душе вработени. Тој су емоcije. А овој сам го штафету снимаја у Београд. Наша подобранка од моје село Винце, Валентина, презиме не го памту, сигурно ви новинари поише знаете, подобранка на Доне Божинов. Она го даде штафету на Васила Топурковска. Не го памту, за жал покојна Стојка подобранка. Стојка имаше една, Спасовска Јовачкова е била. Ова е од Винце. Тај Стојка не може да се сети кој е. Тоа е иста слика, само у монографија ставена. Али Чик па се запослуеш 71 година, после студија. После студија, одма 78 се врати. И директор Панич ми даде совет. Имаш 6 месеца абсолвентски стаж. Сакаш ли вика да га прекинеш? Можеш ванередно да си ги даваш испити, а овамо одма да те пријавиме да ти иде стаж. Што ја нормално, прво ми предложи, кажувави, деду Борка Левата, што ја одби, нормално млад мајстор, с веќе оформени челари, не можеш да искочиш на крај.
Кажи ми, Чика, кој бие така с примање, викав дека редовна плата, вишкови, К15? Чик бија институција на ниво на Југославија после обуча Београд. За мушку, Леда Књажевац за женску, Борово за војничку чижму и Астра Загреб за мушку ципелу, елегантно. Док Чик ја правија све тој и на сваки саем, има ги и туи награде, ја добиваја обавезно награду, дали за мушку ципелу, дали за женску чижмичку, дали за војну ципелу КТЖ, дали за дечју ципелу, што многу малце смо правиле, а највише смо правиле кад беше Олимпијада АЦ Русевски като своји медаљу. 56 Монтреал. Патике преко 3 милиона пара, патике зелени со звезду смо правиле за акције, акцијаши и за, кажете га, за Олимпијаду у Монтреал. Работало се прва, друга, треќа, плата се зимало ненормална, како у овој време, например, да упоредимо, 700-800 евра плата е била у Чик. И нормално ја дека у школство неќеше да отиду како професор, прво млад, нормално, знаете услови како су. И ти се работиш у Чик, то негово ресторање 94-то? До друг стечај. Прв стечај успеја покојни Петар Ланг да га сторнира, да га рестартира и да работимо још и известно време. Ѓорѓи Спасов пуно помогна тага, знаете, политичар. Тага беше СК и пуно помогна, успеја да ги собере оние људи у наш погон, доле менза. Прв погон ми е бија долја менза у Чик. Ако сте ишле понапред. Унутра не сам улазаја у менза. Добро. У плаву салу сигурно се улазале. Чик има најболju мензу после Црногорца. Црногорец ни носија прво едење, па после ми смо си имале казани исто како у војску. Комплет. Први смо увеле разглас у Чик. За цело време на работу да иде у фон музика. На доручак коло се играло. Намерно се пушти малце појако. Патрон е бија Боро Петрушевски Прцан на фабрику, тако се званично викала и споменик негов ден стои. Али малце изместен од оној место каде е сега направена фонтана. Кад Чик тотално пропада? Чик пропада тотално после други стечај. Тоа е било кој година? Па тоа е пред да се распадне Југославија, 89-90. Туј негде. Да не ga тражимо датум, али туј негде. И мене ме викава, останамо ја, Митко Живак, чуле сте га, Анте на припрему, Корица Анте, презиме, Хрват. И... Па не е на овој песо документарко муж, покојни? Не. А, не е така? Не. Анте, после кој беше још Стошевска Ленче, шефица беше на Планско, и директор Митко Живак кажага. Останамо 3 месеца да работимо, оние други ги пуштива дома. Да се рестартира, има смо пуно залиху на материјал, да видимо со тој материјал што може да се направи. Меѓутим, ја Чик мораше да го оставу, пошто беше политика донесена. Веќе Македонија почна да се дели. Двојица, еден да остане, а друг да иде да си кажи чаре. Жена ми, пошто има економску, она е у Планско работала, у продавницу исто Чикову е работала, у центар Стара пошта, и викам, она с економску куде ќе иде. Ова кој она нека остане у Чик, а највише се не увреди, него неќеше да делу радници на мои кројачи, ваши кројачи, викаваме да оделу
Кои су најдобри кројачи, прво њима да ги викам. Викам, извинете, ја не планирам Учик да остану. Кој мислив да остане во Учик? Чуле сте ga Борче Пчињанат, сигурно. Он се нафати да одели, пошто беше како сменоводител после мене. Беше ја малку сменен водител у Драгоманце на 700 и нешто работника у 2 смене и он одредува кој ќе дојде на работа. Значи, мора да го финишираме разговор 70 минути. Нема проблем. На брзина овие слike. Ево ќе трак. Тоа е ден кој не се забраља, матичар Владо. Ту е мајка ми, што ме е исчувала. Со татка ми слику немам, не беше на он тага, не знам што беше одсутен, не е било ништо проблем, меѓутоа едноставно не беше тој. Мој кум, моја побратимка, сама од моју леву страну, а најголемо богатство после тој... Така ќе го кажеме, деца, овој ти е човек како многу помогнае. Овој ми е мене треći татко, да кажем. С ние контактираше денеска? Данас се чува. Малце не му е, здравје му е нарушено, доста е стар човек. Он е бија како градоначалник на Фиренцу. Па видеа дека у политику, поготово у Италију, знаете кој е бија шампион за менјање владе едно време у Италију, посвети се на прво на пицерие, отвори у Београд, отвори у Охрид, отвори у Скопје и доаѓајќи украде занат на човека с njega што е ише, почне да менаџира за ЧИК, работу, они донесе работу, они го плати работу. Одека Џило се спога на слику? С моју керку на свадбу, и тој може да каже дека е прва и едина свадба на која с негову супругу е бија на свадба. Еве на брзину вие сте. Тоа што е посебна чест. Ово се ти генерацијски слике Од Спиридон. Знаете наша слава. Тој се од вас, Тој покажемо ово е тај стара менза, што го кажамо преска. Туи смо севте почнувале 62 работника сум имае севте погон кога го отворимо 2005 се мои едни роѓаци од Чикаго, па се помина зетми, после се поделимо. Ово е лично мој погон Санди Шус, бема прво бројаница. Ово е 2011. Кои се твои вработени? Тој су мои вработени, на кои сам посебно благодарен што сме успеале заеднички да работимо квалитетно и да не прогласив за погон што може било коју ципелу како ЧИК што е правија. Изрека е на Сандро што га води Туш ресторан. Само луди Ацо може луду ципелу да направи. Негова изрека е тој. Еве, овој се ти... Тој е 35 години од матуру. А да ја кажемо на брзину кој се... Ќе ги кажемо. Ова е исто боксер е бие Цветан од Кратовско, Туралево. До мене е Илиевска не може да се сету, меѓу најдобри ученички позади Снежана Стојковиќ, тако нешто, и Николиќ Свето, и Филиповски Аце, Бог да га прости, починат до класно, ово не е класна. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku.
Како што кажемо, тоа е најголемо богатство, твои 3 деца. Како си викал они по... Свите 3 деца су играле у наши представи. Пошто после драмско чик, ја като ставичик, почнамо со Вука Таневскога, како менаджер, и Бранко Наковски, да спремамо представе за деца. С Симета Гаврилова спремена е овај представа, тага и настанала овај слика, Кочо Перитис, на музику на Трајче Манев. На минус 20 и... Како се викаат твои деца? Ивана, Наташа и Дарко Стефановски. Поздрав до нима. Имаш и еден убав момент, на кратко добие си унуку или унука. Да, од сина пред тачно на 30 април. Како се вика? По мојега татка Александра, Алексија. На сина исто унук се вика Дарио, по мајку ми Загорка Дарка у село. Иначе унуци су ми још од постару керку Ања, списував дека израснале куде Кошеви, туј смо седеле под Кирил Чиков стан. И 2 унуциња имам мујски, Дарио и Марио, у Словенију, у Крањ работив, у Бош фирма, позната фирма, фамилиарно, иначе су они од фамилију на Оли Травел, му е од тетко брат. Пат се памати што беше го 75 минута, мисли дека имаме пуно работе. Јас се посекувам успешни пизанецки денови и да се видимо другу прилику па да разговараме за Куманово. Другу прилику ќе ве покану да дојдете на премиеру на Ленче Кумановче. Поканети смо на веќе, ако не е комплет спремена, на 3-4 места, како пандан ќе си го давамо у пензионо, а како што е Коштана. Имамо добиено награду исто у Врање. Како што е Коштана за Врање, Ленче Кумановче да ни биде за Куманово. Васил Илјовски го е напришаја бегалка, меѓутим, Ленче Кумановче сви ga знае. Фала ќе дам туда. Фала и на вас. Поздрав од ресторан Ексклузив, ова беше емисија за Куманово и се најбоље.